Почитувани гледачи на телевизија МНЕФ, добра вечер. Нова емисија од спортскиот магазин Трибина кој го посветуваме на македонскиот спорт. Вечер разговараме со селекторот на македонската женска фудбалска репрезентација Александар Андов за женскиот фудбал, за првата и втората женска фудбалска лига, меѓутоа ќе позборуваме малку и околу третата македонска фудбалска лига исток. Најпрво голема благодарност за вас ете за прифатената покана, за одвоеното време вечер да разговараме за женскиот фудбал, меѓутоа како што спомнав и за трета лига исток. Ви благодарам на поканата. Се надам дека ова вечер ќе имаме убава емисија. Чест задоволство да се биде дел од вашата емисија Трибина, која што е посветена на фудбалот, на развојот за фудбалот, за сите информации кои што се случуваат моментално во македонскиот фудбал. Продолжете така, гледаноста ќе биде уште поголема и се надевам дека ќе бидете пример за сите други телевизии дека треба да се обрне малце поголемо внимание на фудбалот и на спортот во Македонија. Така, благодарност од ваша страна за овие пофални зборови. Разговорот јас ќе го започнам со женскиот фудбал, повеќе околу тоа нели како ете квалитетот се зголемува, формирањето на втората лига пред некои месечини 3, ова ќе е четврта сезона, го подигна ли квалитетот во македонскиот фудбал и генерално ете и во првата лига? Па добро, правилна одлука беше на управниот одбор на ФФМ да се подели лигата на два дела, односно да имаме прва македонска женска фудбалска лига и втора лига. Бидејќи претходно функционираше само една лига, тоа беше прва македонска женска фудбалска лига со 16 клуба, 13, 14 и нивото беше, да не кажам, несолидно. Се гледаше и по резултатите на надпреварите и по резултатите на самата женска фудбалска репрезентација. Сега периодот кој што поминува има некои обиди да се зголеми и нивото и бројот на надпревари и во македонската прва женска фудбалска лига и во втората лига, но добро е затоа што се внесува и кадетска и младинска женска лига, од каде што талентите ќе се црпат и ќе бидат база за сето оно што следи погоре. Но мислам дека квалитетот се подигна на првата македонска женска фудбалска лига. Сега втората лига е нешто као база, као основа на сите клубови кои што тргнуваат да се надпреваруваат во женски фудбалска лига, но се надам дека ќе се усвои еден предлог даден од моја страна, ќе зборуваме за тоа ако има време. И не само од моја страна, мислам дека и сите други кои што се љубители на женски фудбал го поддржуваат и дека ќе се усвои и така ќе се крени нивото уште погоре на двете фудбалски женски лиги. Интересот како да се зголемува за женскиот фудбал со оглед на фактот дека во оваа нова сезона ќе имаме и нова екипа Слободен која што е нели новоформирана екипа, започна веќе во таа втора лига нели во оној прв чекор, прв пиедестал. Гледаме дека веќе тие некои други екипи во втората лига почнуваат со некои инвестиции, можеби работата ете на подобрување инфраструктурата започнува, вложуваат во тие младински категории, ете како Победа во Ландо ќе земам за пример кој што собира доста голема селекција на играчи и надвор од градот со се со цел нели да имаат можност, ова значи дека полека веќе ќе се подига и квалитетот можеби во првата лига, со оглед на фактот дека нели ќе биде борбата за да се избори опстанок, така. Меѓутоа и тука е на друго прашање со кое што го разговарам стално, кога е во прашање фудбалот и во машка и во женска конкуренција, дали е потребен бараш за влез од втора во прва лига, кога е во прашање второпласираната екипа, со оглед на фактот дека екипата од прва лига има право на странци. Па тоа треба да се дискутира за тоа, треба да се зборува за тоа. Точно е тоа дека поголемиот дел веќе од екипите прават солидни бази во кадетска и младинска лига. Тука морам да кажам дека Фудбалска федерација нуди голема помош со тоа што превозот е платен на самите екипи, се донираат реквизити и опрема на клубовите, се дава дресови, топки, маркери, чуњеви, сето тоа што е потребно за да функционира нормално еден клуб. И така да терето е многу помал и може да се надпреваруваат во повеќе категории. Сега тука екипите кои што се надпреваруваат сакаат да направат добра база, бидејќи во минатото се покажа дека екипите кои што ќе земаат играчи од други градови се краткотрајни и дека можеби ќе бидат во првите 2-3 екипи 2-3 години, потоа паѓаат многу ниско или спаѓаат во втората македонска фудбалска женска лига. И затоа сега сите се базата ја гледаат во оние млади категории. Тоа е добро и така треба развојот на женскиот фудбал и темелот се става одоздолу, па треба да се тргне нагоре. Кога зборуваме за втората женска фудбалска лига и екипата, новата екипа која што се формира, тоа е показател дека интересот е уште поголем. И добро е тоа дека ќе играат во втора лига, да го осетат тоа надпреварување, да видат се што е потребно да се организираат како клуб за да дојдат малце поорганизирани веќе во првата македонска женска фудбалска лига. Додека во минатото веднаш кога влагаа во првата македонска женска фудбалска лига беше екипата немаше искуство, не знаеа со кои проблеми ќе се соочат, па се доведуваме во прашање дали ќе играат или ќе се откажат на самата полусезона или порано. Додека за барашниот преворот кој што го спомнавме, тоа исто како во моментално кога играат и во македонската машка фудбалска лига.
втора лигаши и трето лигаши во тие баражи се гледа какава е разликата. Так, И голема. овде во женската е уште поголема, бидејќи квалитетот е многу поголем во првата македонска женска фудбалска лига. Другите немаат право на странци, за жал, се уште. Но мислам дека треба да се најде формат. Форматот кој што јас го замислувам е дека треба да има 8 екипи во првата македонска женска фудбалска лига. Така. Бројот во втората женска фудбалска лига да биде зголемен на екипи и да се игра плейоф и плейаут, да биде трокружен систем. После вториот систем веќе да се игра тој плейоф и плейаут. Рамноправноста на екипите ќе биде многу поголема, квалитетот во првите 4 екипи кога игра 4 надпревари помеѓу себе ќе биде уште поголем. Овде ќе има сериозна база и за репрезентација жени, и за U19 и U17, а од екипите кои што ќе испаѓаат директно помеѓу нив ќе зависи дали ќе испаднат или ќе влезат, додека ќе се возможи на другите две екипи од оздола од втората лига да влезат директно без тој бараш надпревар и така мислам дека ќе биде системот уште подобар и пофункционален во надпреварувањето. Па се со цел ради таа причина што тие дошле од страна да играат во Македонија, че има некој квалитет. Апсолутно. А од друга страна колку ете тие странци, со оглед на фактот дека втора лига нема исто и во машкиот фудбал нема право на странци, а се размислуваше да му се овозможи до 2-3 регистрации, ќе го потиснели македонските играчи, ќе бидат ли потиснати или ќе се овозможи ете некој квалитет може да се подигне ако веќе се овозможи на второлигаши да имаат право на странци или она опција што беше да играчи од Албанија, Србија да бидат сметани како домашни фудбалери. Мислам дека нивото ќе падне, искрено да бидам искрен, бидејќи со самото тоа што странците ќе влезат и со самото тоа дека клубовите ќе морат да издвојат повеќе финансиски средства за тие странски играчи, верувајте дека прво мислам дека ќе дојде до големо разочарување кај нашите играчи од Македонија или моментално играчки, ако зборуваме за женскиот фудбал, бидејќи средствата кои ќе ги земаат тие и средствата кои ќе ги земаат другите ќе бидат несразмерни. Тоа е првиот дел, вториот дел мислам дека треба да се направи стратегија за развој на женски фудбал. Ако ние имаме стратегија за развој на женски фудбал, донесена од Фудбалска федерација на Македонија. Колку е таа стратегија дава резултат, особено од аспект и на медиумската покрајност и на тоа да се подигне женскиот фудбал да му стави уште поголемо значење. Па тоа сакав да го кажам сега, таа стратегија мислам дека треба да оди во развој и да земе примерно некои околни земји наши, кои што до пред 4-5 години нема никакви резултати ни на клубско нити на репрезентативно ниво, а сега веќе се можеби 2-3 чекори пред нас. Не е целта само да се направи стратегија, туку мислам дека стратегијата треба да биде одржлива, да биде темелна, да биде сочинета од многу сегменти кои што ќе допринесат за развојот. Ќе кренам од мојата фела, тренерската фела. Мислам дека треба да се организираат почесни семинари за обука на нашите тренери, дали ќе биде престојот во странство или ќе бидат донесени странски предавачи, се со тек да се прати модерниот фудбал, работата во клубови кои што се надпреваруваат во Лига шампиони или слично, а потоа да се тргне од базата, она што го зборивме во претходно, од младинските категории па до втората лига, првата лига, бројот на странци, можеби квалитетот ќе биде зголемен, но со тоа треба да се запрашаме колку ќе возможиме простор па за нашите играчи. Сега тука има едно прашање кој што и нашите играчки женски моментално треба да вложуваат во себе, треба да кренат нивото на едно повисоко од сегашното и да барат клубови во странство да се надпреваруваат надвор од нашата држава, бидејќи мислам дека таму моментално лигите се многу поеки, а и со самото тоа кога ќе ги видите нашите играчи во самата репрезентација кои што настапуваат во странство и домашните играчи, се гледа дека има огромна разлика и многу тешко да се најде некој дисбаланс и сразмер за да можеш да ги компонираш како екипа и да бидеме еден тим и да играме сите на едно исто ниво. Сега од аспект на селектор, колку важно таа медиумска покриеност се со цел да може ви да имате полесно селектирање на тие играчи за да ги земете во женската сениорска репрезентација од првата лига, па дај Боже да има некој играч кој што од втора лига би можел да преку таа медиумска покриеност да стигне до прва лига па и во странство понатаму. Еве сега отворено ќе зборам, се направи некоја видливост, стратегија за видливост на женски фудбал, се донесе дури некој знакче кој што би било заштитен знак од Фудбалска федерација за женската лига. Но да бидам искрен, е дека сум гостен сега во вашата емисија, од големо значење за тренерите она што го правите вие како телевизија. А тоа е на полувреме да имаме статистика од точни пасови до посетна топка, удари на гол и слично, и оние репетиции на добри шанси, на голови, на оно што се случува за време на самиот надпревар, сето тоа на нас ќе ни помогне во самата анализа како тренери
и нема да одвојуваме голем дел од нашето време за тоа, туку ќе го имаме веќе сето тоа изготвено од ваша страна. Моментално вие добро го тоа работите како телевизија и во машката и во женската лига. Сега пример треба да следат и второлигашите. Мислам дека треба и втората женска фудбалска лига да биде медиумски подигната уште повисоко. Самите клубови мора да инвестираат во нивната видливост, ако сакаат самите играчи, самите спонзори кои што се заинтересирани да влезат во тие клубови, да ги видат, да имат можност каде да се рекламираат, каде да бидат видени тие играчки кои што играат таму, за да може да добијат шанса. Пример за второлигашки играч, ќе ви кажам искрено, во Атлетико сега имаше еден играч во првиот собир, тоа е Мила Талевска, кој што беше земена кај мене во репрезентација, бидејќи беа први, сакав да дадам шанса да видам, да наградам едноставно екипата, бидејќи имаше максимален број на победи и влезе во првата македонска женска фудбалска лига, но ќе ви кажам дека нивото на играчот кој што дојде со играчите кои што ги имаме од нашата прва лига, камоли од играчите кои што играат во странство е огромен. И сето тоа не ти дава за право да се осмелиш и втор пат и трет пат да го правиш тоа, но ако бидат видени и ако влезат веќе во прва лига, ги имаш на радар, ги следиш и едноставно може да бидат повикани. Добро, со овој поток вие како селектор му давате шанса и на тие играчи, значи тие играчи тоа што го вложуваат на тие надпревари е видено од ваша страна како селектори, може да очекува, нели, како народски кажано, чукаат на портата на самата селекција. Можеби фактот дека таму не беа 8 екипи минатата сезона, реално само Атлетико и Вардар има некој да речем квалитети, како што каже и самиот тренер Никола на Атлетико, чекавме да дојде надпреварот со Вардар да одиграме добар надпревар. Тоа значи дека можеби ако како што осмовнавме концептот на 8 екипи, тие две екипи кои што би биле веќе испратени во втората лига, можеби тука веќе ќе има неколку екипи 3 до 4 поквалитетни, па ќе имаат поголеми можности за развој. Па замислете вие цела сезона да чекате два надпревари. Како би било кога би играли со другите? Кој ниво на екипата ќе го држувате? Кога играте со екипи кои ќе давате 10, 12, 8 гол? А од другата страна демотивирачки за останатите екипи. Така и сега вие чекате два надпревари да ви го решат првенството. Што ќе се случи ако имате повредени играчи кои што не се во состојба да играат на тој надпревар? Можете целата сезона да изгубите само во еден надпревар. И мислам дека тоа е нефер. А со само тоа што го рековте и вие и што го мислам и јас, два клуба од овде кои се испратат доле, значи веќе ќе имаме 4 клуба сериозно кои ќе бидат кандидати да влезат во таа прва македонска женска фудбалска лига. Нивото ќе се качи уште повеќе, нема да зависи од еден или два надпревари кој ќе биде шампион, а со само до тоа и другите екипи ќе се мотивираат да играат со тие 4 клуба и мислам дека веќе ќе се качи нивото за можеби скалило повеќе, но секоја година повеќе ќе се качува. Како ќе го искоментираме фактот како селектор на македонската репрезентација, третото место во групата 2 месечини беше во Лигата на нации, како сте задоволни сето, но со оглед на фактот дека некаде во средината од месец март бевте назначени за селектори, реално беше краток тој период на сите тие подготовки. Ќе ви кажам искрено, сите жалиме за тоа што го испуштивме. Можеби не бевме свесни што ќе добиеме, но јас бев назначен на само 7 дена пред почетокот на првиот надпревар. Така. Од тие квалификации немав можност нити да гледам играчи, нити да селектирам. Имав краток временски период играчи кои што не беа во таа репрезентација, да пробам да ги вратам од одредени причини. Не биле таму, успеав со 2-3 играча да се договорам да бидат сега дел од ова репрезентација. Претходно бев дел од стручен штаб на претходниот селектор Кирил Изов. Веќе ги знаев ситуациите во самата женска репрезентација. Тргнавме добро, тргнавме со победа против Латвија у гости со 3-4. Беше екстра надпревар. Екстра и стварно го изигравме добро и квалитетно, бевме мотивирани сите. Некако на тој надпревар, како да владееше некоја хемија, некоја енергија, бевме сигурни дека ќе победиме. Потоа дојде Словенија дома, го изгубивме тој надпревар, но Словенија е на стварно многу високо ниво. Нивните играчи кои што играат таму, од 23 играча, 16 или 17 не ме држите за збори, играат во Германија, Италија, Шпанија и се во први лиги, значи тоа се квалитет невиден. Ако самиот факт кој претходно имаме губено 12 или 13-0 од таа репрезентација, сега држиме тука 4-5, значи нивото е качено, иако ние како репрезентација искрено многу тешко можеме да одиграме два надпревари во рок од 7 дена. Го немаме тоа ниво, нити физички сме толку спремни, нити психолошки, секако. И сега по тој надпревар некако се роди некој оптимизам кај нас дека можеме да направиме некој добар резултат. Морам да кажам дека Фудбалска федерација на Македонија ми возможи многу добри услови за работа. Со тоа што бившата деканка и професорка по спортска психологија Ленче
Андреевска, која сега ни е моментално психолог во самата репрезентација, Дејан Чингарски од Струмица ни е фитнес тренер, значи имаме уште 20 членови на стручен штаб, што значи многу за мене како селектори, за самите девојки, знаејќи дека менталниот психолошкиот пристап е многу битен, за поготово во женски фудбал, и тој менталитет победнички дека треба да се гради постепено. Професорката Ленче ни даде многу од нејното искуство, бидејќи беше личен психолог, спортски психолог на Кирил Лазаров и на Алкалоид и на машката и женската ракометна репрезентација. Големо искуство во неа. Фитнес тренер Дејан Джигарски ни ги држише сите, ако ви кажам дека во 6 надпревари имаме само една повреда, а претходно сме се случувало да имаме многу повеќе, така е. Самиот факт е дека сме дигнати како стручен штаб и како репрезентација. Дојде веднаш надпреварот со Латвија, јуни месец, со Молдавија. Дома изигравме феноменално, сите параметри беа на наша страна, поведовме 1-0, но заврши 1-1. Со еден удар на гол ние завршивме 1-1. За само 3 дена тогаш игравме пак со Молдавија во гости. Направивме добра анализа, се мотивиравме добро, отидовме таму, победивме 2-4. И ние бевме втори во група. Со тоа што очекавме Латвија дома, со веќе победа во гости, и мислевме дека ќе биде све како што треба. Дававме се од себе, изигравме квалитетен надпревар. Примивме несреќен гол во 48 минута од прекин за 0-1. Наташа Андонова даде прекрасен гол во 90 минута. Имавме 5 минути каде притискавме, беше се отворено, беше фрлено се на една карта на таа победа, и за наша несреќа 95-та минута примивме втор гол од Латвија дома, со што ги изгубивме шансите за тоа второ место. Зборам за барашниот преворот. И сега можеби несреќата беше уште поголема, бидејќи Латвија и Молдавија до 84-та минута во вториот надпревар беа 1-1. Ќе бевме втори во група, немаше да играме бараш, ама ќе бевме втори во група. Прима гол 84-та, ние изгубивме 4-0 од Словенија. Игравме без 3 стандардни правотимки, без Ленче Андреевска, без Гинтијана Рочи, без Павлинка Николовска поради 2 жолти картони кои што не можеше да биде таму. Гинтијана Рочи не беше ни со Молдавија, нити со Може би беше многу поинаков концептот на самиот продукт колку тие беа. Па самата стратегија и тактика која што ја работиме, и кога Гинтијана во игра и Ленче кој што настапува во Турција и Симона Мајер не играше на првата утакмица, играч кој што игра во Израел, ќе беше нивото качено за 20-30%, бидејќи тие играчи играат во странство. И тие го држат нивото на нашата репрезентација, додека другите играчи се приклупуваат према нив. Но што е тука, нема да кукаме, направивме сериозен чекор напред. Покажаме дека можеме, имавме 2 победи, една нарешена, со 7 бода, ние сме задоволни, можеби најголем успех, имавме до сега максимално 6 освоени бода, сега имаме 7. И се надеваме дека живи и здрави наредните Лига Нации ќе успееме да го играме тој бараш надпревар. Екипата созреа, ме радуваат последните интервјуа на Наташа Андонова како капитен и на Ленче Андреевска, кој што ги дадува во медиумите, дека се презадоволни од самиот пристап и од оно што се работи. Се надам дека ако продолжиме со исто темпо, дека ќе израдуваме ова генерација, ќе ни израдува сите, ќе го играме тој бараш, па зашто да не го и поминеме ако ни се пане противник на ниво на нас како репрезентација. И да дојдеме до една европско првенство. Значи, ако може омажите, ако може омажите, можеби ние само треба да веруваме во тоа. Значи владе на позитивна атмосфера што најбитно. Така а веќе имаме прогрес, гледаме на и само не само во првата и втората лига, туку веќе и репрезентацијата ни расте, што значи дека веќе фудбалски од женски аспект веќе се подигаме на едно повисоко ниво, што е нели за поздравување, за тоа се стремат сите. Сега кога зборувавме за таа медиумска покриеност во првата и во женската фудбалска лига, значи доколку медиумската покриеност многу поголема, можеби играчи многу полесно може да направат некој меѓународен трансфер. Па на тој начин имаме многу повеќе играчи кои што ќе настапуваат во странство, каде што ќе имаат многу поголем квалитет. Сето тоа е ланчано. Ако играчот втора лига биде виден од клуб од прва лига, значи многу полесно би отишол во прва лига. Ако игра во прва лига ќе биде многу поблиску до репрезентација, до U17, до U19. Ако играте за репрезентација, вашата виденост од страна на менаџери и клубови кои што се во странство е многу поголема. Така да се е тоа покриено, се е тоа како еден ланец, не може едно без друго. А верувајте ми, од искуството кое што го имам стекнато во женски фудбал, го имам одамна, иако правев некоја кратка пауза додека бев тренер на Осогово 3-4 години во машки фудбал, медиумската покриеност е една од поглавните фактори кои што влијаат и за играчите, и за тренерите, и за самиот клуб, и за спонзорите, така да мислам дека треба сериозно да размислуваме на таа тема. Од аспект на инфраструктура, како стоите
женскиот фудбал. Најчесто нели некои од екипите ги користат истите терени што и машкиот фудбал, меѓутоа некои имаат и нивни своји терени. Како стоиме тука од аспект на инфраструктурата? Па добро, глобално гледано, мислам дека треба да има подобрување во инфраструктурата, бидејќи инфраструктурата е првиот чекор за да се направи чекор напред и со една екипа и со една репрезентација. Од самите услови зависи и квалитетот на тренингот и она што ќе се сработи, дали е техничко, тактички, дали е физички, небитно. Мислам дека треба да се вложува тука, иако поголемиот дел од екипите, како што рековте, сами играат на терените кај што играат и машките екипи, но пренос секогаш добиваат машките екипи, после тоа женската екипа која што ќе настапува. Ако имаме собствени терени, нема да зависиме кога би го играле надпреварот од друга екипа, кога би тренирале, што би користеле за тренинг, кои реквизити ни се достапни, кои не се обликувални и слично, а за жал некои од екипите го има тој денес тој проблем со кој се соочуваат и мислам дека тоа треба да биде што побрзо решено, бидејќи сепак станува збор за девојчиња, за кој што треба да се мисли на спортска хигиена и на сето она што се случува во клубот, за да расте клубот како што треба. Треба ли да се размислува можеби во насока да првата лига, особено ако зборуваме за нејзипа и втората, да се играат во повеќе термини тие надпревари. Се со цел и за гледачите да може да постат можеби 3-4 надпревари. Вака секој кој што сака да проследи надпревар е лимитиран да изгледа само еден надпревар. Истото и што и во втора и прва лига машки фудбал. Со самото тоа што ако видите дека најгледана моментално е премиер лигата, така во Англија. Ако таму може да се игра петок, сабота, недела, понеделник, значи може секаде. Мислам дека поготово за женскиот фудбал ќе биде многу голема корист ако се дозволи да се игра петок, сабота, недела, понеделник. И од медиумска покриеност, бидејќи ќе можат сите 3-4 квалитетни надпревари да бидат пренесувани, или два, нека бидат два, нека оние дерби надпревари кои што ќе бидат пренесувани, но ќе имам и јас како селектор и моите колеги на U19 и U17 можност од текот на неделата да гледат 2 или 3 надпревари, ако се играат во различни денови и ќе нема повеќе на терените, нас како тренери, како селектори, ќе можеме да гледаме реалната слика, оно што го имаме како квалитет, а тоа ќе биде и мотивација за самите играчи и клубови да вложуваат и на спонзорите. Секој спонзор сака да биде виден, сака да биде изрекламиран, а сето тоа без медиумска покриеност не е можно. Така да мислам дека може да се направат напори, а со самото тоа, ако знаеме дека македонската прва и втора машка фудбалска лига игра за време на викенд, нормално е да го зема приматот на женската лига, така да мислам дека треба да се најдат термини, дали ќе може петок или понеделник или недела, некои периоди кога нема да се покриваат самите надпревари еден со друг да се преклопуваат и тогаш виденоста и гледаноста ќе биде многу поголема. Од аспект на публика, колку надпреварите од женскиот фудбал се посетувани? Тука за жал можам да кажам дека дали можеби клубовите не работат доволно тој маркетинг за да може да привлече повеќе публика? Тоа е она што го зборуваме цело време, таа медиумска покриеност, пристапот на информации до секој граѓанин, оние социјални мрежи кои што може да се презентираат и да се пренесуваат надпревари, многу значат, бидејќи информираноста до самите гледачи треба да биде достапна, за да може да знаат дека тој надпревар се игра во толку часот на тој стадион и да бидат присутни таму. Ако пред да кажам 10 години можеби јас заедно со мојот колега Оливер Ивановски, кога водевме ЖВК Кочани, бевме шампиони надпреварот со младост, со Иднина, ако не се лажам, така беше називот на екипата од Оризари, со Тиверија, со Истатов, со Драгон од Скопје. Имаше по 1500-2000 публика на тие надпревари, тоа беше прекрасен амбиент и празник за нас, за да се гледа женскиот фудбал. И кога ќе видите сега дека на некои надпревари, кога се играат дерби надпревари, има 100-200 луѓе, веднаш се разочаруваат играчите, и атмосферата е друга на самиот надпревар, притисокот не е толку голем, значи не е она што треба да се игра. Мислам дека треба да се обрне големо внимание на тоа, она што го зборевме поготово во втората лига, детските лиги и првата лига. Ако се направат такви некои делови работи, мислам дека би можело дури колегите од клубот, од машкиот клуб да бидат присутни и да гледат со самото тоа, родителите да бидат присутни, другари, пријатели и секој што љубител на фудбалот, и така ќе се зголеми гледаноста и бројката на самите стадиони. Тоа значи дека
пошто бидејќи во минатото имаше многу повеќе публика реално и во машкиот фудбал, сега за жал е падната, дел од нив работат многу добро, еве има екипи во машкиот фудбал кои што се во 4-5 лига, успева некош да имат и по 500-600 луѓе на што е голема бројка реално, а однос кај нас да речеме некогаш и финале куп на Македонија се игра пред 200 луѓе, што е за жал многу трогателно кога ќе се одигра добар натпревар, добри фудбалерки или во случајот, а нема пред кој сето тоа да се презентира, да се види. Па можеби тука треба да се барат и некои други начини. Сега знаеме сите предноста како домаќин, нели, кога играш на домашен терен дека е голема, дека психолошки влијае на играчите и на клубот и на самата управа. Но оние екипи кои што имаат можност да играат под рефлектори, можеби тоа е сега предност во овој летен период. Так. Треба да се даде таа предност, можеби тоа финале куп што го збориме, треба да биде малце изнесено и од Скопје и да биде дадено во другите делови на државата, да се организира во други градови кај што е повеќе застапен женскиот фудбал или машкиот фудбал, да има поголема заинтересираност, поголема гледаност. Некако треба да се склопат неколку ситни детали и коцки, на добар пат сме, но тие ситни работи ни фалат за да можеме да бидеме на некој ниво поголемо од сега кој што го работиме, но мислам дека малку треба самата управа и клубот да вложи и во договор со Фудбалска федерација знам дека имат поддршка сите клубови да го работат тоа од Фудбалската федерација, дека ќе може тоа да се избалансира. И сега од аспект на пратсател на општински фудбалски сојуз Кочани, некаде за околу месец дена, можеби нешто повеќе од месец дена ќе започне новата сезона од Третата македонска фудбалска лига Исток. Што е она ново што може да го видиме тука кога го прашаме Третата македонска фудбалска лига Исток? Знаеме дека од година во година по полека веќе тука се подига квалитетот. Гледам дека некоја поголема борба има оваа сезона, беше доста израмната. Вардарскиот Богданци кој што стана нели нов второлигаш, тука беше Слогот Виница, па се вмеша на моменти Овче Поле кој што беше пред 2 сезони шампион, меѓутоа го загуби тој баре со Расимите и Верија тука исто. Значи имаме веќе некои подобрување, вложување во самиот фудбал. Па добро, честа е голема, бидејќи правилата и пропозициите кои што ги има во МАК фудбалот велат дека претседателот на Трета лига доаѓа од местото, од седиштето, односно од ОФС-та кој има највеќе застапено со екипи во Трета фудбалска лига Исток. Често ми припадна на мене веќе 3 години, ако не се лажам, 3-та година поред ќе бидам претседател на таа Трета фудбалска лига Исток. Се развива точно е фудбал во Третата фудбалска лига. Заедно со управниот одбор, значи морам да кажам со сите мои колеги кои што се претседатели, тоа се претседателите на ОФС Гевгелија, ОФС Валандово, ОФС Штип, ОФС Кочани, ние кои што сме тука, ако не да заборавам некого, нека ми прости. Правиме напори сите, правиме стратегија како да го подигнеме нивото. Ако Пробиштип, се извинувам, ОФС Пробиштип, и сите Николи ќе ги заборавив како ОФС. Правиме стратегија и напори, мислам дека направивме добар чекор напред со тоа што по пауза од година и пол успеавме да ја вратиме најпрво Третата фудбалска лига Исток на мапата. Тргнавме со 6 клуба. Тогаш Овче Поле стана првак, играше со Расими, водеше 1-0 на полувреме, потоа изгуби, да. После тоа се случи Вардарски, Слога Виница, како екипи кои што Слога Виница беше во втората лига, па испадна во Третата лига, го дигна нивото на Третата лига, тука сега се бори со други екипи. Оваа година има најава за 12 екипи. Значи имаме зголемување за околу 3 екипи во За околу 3 екипи за периодот од ланската лига кој што беше составено од 9 екипи. Нови екипи како шампион на општинската лига од кој што организира ОФС Кочани е Светло со Зрновци. Се враќа фудбал во Зрновци, имаат сериозен спонзор. Човекот сака да го развие фудбалот, имаат поддршка од градоначалникот Борче таму и така да мислам дека они ќе бидат несериозен и клуб и пријатно изненадување во оваа година во Третата фудбалска лига Исток. На наша среќа се враќа и Турново, екипа која што играше и прва лига и втора лига, екипа која што има одлични услови за надпревари. Се надевам дека ќе биде пријатно изненадување и таа, дека ако не оваа година арената ќе биде конкурентна веќе и за влез во таа втора лига. Така. Се најави екипата од Делчево, која што правеше пауза од една година. Влегоа нови луѓе, нова управа, гледаме дека имаат некоја медиумска исто покриеност, каде што се јавуваат луѓе од помош за клубот секојдневно. Така. Имаат организирано некој скромен буџет, ама доволен за да играат во оваа Трета фудбалска лига Исток. Се надевам дека и тие ќе бидат едно пријатно изненадување и освежување оваа година во оваа Трета фудбалска лига Исток. И за наша среќа се јави уште еден клуб од Ново село. Тој клуб се вика Граничар Спорт.
Се надам дека ќе бидат сериозни, бидејќи веднаш платиат дел од котизација како што налагаат правилата во третата фудбалска лига Исток. За понеделник во 19 часот овде во Штипе закажан состанок со клубовите да се презентираат сите правила, сите услови кои што ќе треба да ги исполнат за да бидат членови на таа трета фудбалска лига Исток, бидејќи ние донесовме некои правила. Има веќе комисија за преглед на терени, за услови кои што ќе треба да ги исполнуваат сите тие клубови. Ако ги исполнат, јас се надевам дека со 12 екипи ќе бидеме добра база за наредната година веќе втора лига да биде потхранета со уште еден или два добри клуба од третата лига Исток. Од аспект на инфраструктурата спомнавме ланските екипи кои што настапуваат во трета лига Исток веќе ги исполнуваат, најчесто се поголем дел градски екипи кои што ги исполнуваат од инфраструктурата. Значи останува сега под знак прашални какви би биле терените во Зрновци и теренот во Ново село каде што ќе играат овие два нови членови. Имаме ли таму некои веќе подобрување инфраструктура се работи ли веќе на вложување и да се исполнат тие услови? Да, веќе на екипата на ФК Светлост од Зрновци бевме на увид на лице место. Ти имаат добар трибински простор, имаат добар стадион и терен, и фалат некои ситни детали во собликувалните кои што мора да ги санираат. Градоначалникот е запознаен со тоа, даде зелено светло, се работи веќе на тоа и мислам дека ќе ги имаат сите услови потребни за оно што треба да го имаат како член на третата фудбалска лига Исток. Екипата од Турново има феноменални услови, таму играше и Брера и Беласица и во подготвителниот период и во надпреварите. И сега треба само се провери теренот во Граничар спорт, Ново село, да видиме кои услови ги има, дали ги исполнува условите, но штом се сериозни и сакаат да играат, сигурно ги прифатиле оние барања наши кои што треба да ги имат како инфраструктура за да можат да се надпреваруваат во оваа трета фудбалска лига Исток. Значи може да очекуваме оваа сезона дека има многу поголема борба за тоа прво место. Сега друго интересно прашање кое што дискутираме. Шампион на трета лига Исток, Север, Запад, Југ, Запад, Југ како петте региони. Дали како тренер, и сега и селектор, имате доста познавање на македонскиот фудбал, треба да се игра бараш или треба да се возможи на шампионот директно да настапи во втората лига? Со оглед на фактот дека вие сте први и на крајот зависите да надпрва. Ќе го земам пример Велозрими од Кичево, 2 години поред шампион, 2 години поред ги губи тие бараш на превари. Добро, Велозрими еднаш немаше среќа уж дрепката со нас кога јас мислам Осогово да остане во втората лига. Се сложувам со тоа, јас кога бев тренер во Осогово, прв пат како шеф на стручен штаб бев во третата фудбалска лига Исток. Ние како први тогаш влеговме директно во таа втора лига Исток и знаевме зошто вложуваме, знаевме што сакавме, нивото и квалитетот беше на многу поголемо ниво. Бидејќи сите екипи знае ако бидат први дека директно влагаат, дека не зависат од тој еден бараш надпревар. Мислам дека е фер, честно и коректно да првиот и директно влезе во таа втора македонска фудбалска лига Исток, бидејќи видите што се случи сега оваа година. 90% од екипите кои што го играат баражот од трета лига влегува во втора лига. Така. Самото тоа покажува дека има квалитет, дека имаат услови за работа и дека може да играат во таа македонска втора фудбалска лига. И тоа е доволен показател дека треба да се смени тој систем и дека можеби на втората екипа да се дозволи бараш, све зависи од бројката на екипи кои што ќе се надпреваруваат во втората македонска фудбалска лига. Има ли квалитет во третата лига во овие 5 региони? Бидејќи знаеме дел од регионите кубураат со екипи. Југозапад ќе почнат со 9, завршуваат со 7. Запад исто имаше бројка под 10 екипи. Гледаме трета лига Исток се зголемува бројот, Север најголем регион, тука конкуренцијата е најголема, и имаме 4 до 5 квалитетни екипи што реално можеби заслужуваат и да играат прва лига, односно втора лига, ама вака се лимитирани со тој бараш надпрва. Можеби треба да се прекорат граници па да имаме 3 региони. Сето тоа е стратегија која што треба да разработат луѓето од Фудбалска федерација на Македонија. Ако не прашаат, ние би дале наши сугестии, наши видувања. Третата фудбалска лига Исток сериозно работи со управниот цел управен одбор и луѓето кои што се во целата организација на неа за покачување на бројот на екипи. Тука разговараме со секоја општина, во секое место каде што може да се игра, има услови за тоа. Даваме максимална поддршка на сите клубови. Се помалку се оние ситници, оние мали делови кои што на екипите и сметаат од страна на организацијата, а се повеќе се задоволни од самото оно што го правиме за нив како организатори на нова лига. Мислам дека оние места кај што има по 8-9 екипи треба да се приспитаат и дали треба да се дозволи на некои екипи да играат, дали треба да се спојат со некој регион, дали можеби е добро да се игра дури со 6 екипи трокружно, за да може квалитетот да биде уште поголем.
Сето тоа зависи од луѓето кои што ги водат лигите и управните одбори кои што ги организираат тие лиги, бидејќи Фудбалска федерација на Македонија на нас ни е поддршка, ние сме членки на нив како сојузи, но сојузот кој што го добива седиштето заедно со целиот управен одбор и другите сојузи ја водат таа македонска трета фудбалска лига. Исто ќе од нив зависат од луѓето кои што ќе бидат донесени. Сега мислам дека треба да бидеме достапни за сите. Висината на котизацијата зависи од тоа, медиумската покриеност зависи од тоа, сервисот на екипите што ги го нудите за тие услови што ги давате. И мислам дека овде е тој некој волшебен начин да можете да ги привлечете како екипи да сакаат да бидат дел од вашето надпреварување, односно од вашата организација. Мислам дека ќе се зголемуваат екипи, а она што го зборивме за прекрување на границите и за региони, можеби треба да се размислува за тоа, затоа што има градови, големи градови кои што можат да дозволат и поголем број на екипи, па таму првенствата траат подолго, почнуваат многу порано, па екипите кои што играат имаат поголем континуитет од нашите екипи, па кога ги судрат со другите, малце нереално, но тоа е. Во финишот е на оваа емисија уште едно прашање. Општинска фудбалска лига Кочани, значи тука е доста активна. Колку се активни општинските фудбалски лиги низ Македонија, колку е тоа важно не само за третата, туку и за целокупниот фудбал, бидејќи веќе ќе има некоја основа да се храни таа трета, па третата втора, втората прва. Како што кажав и претходно, тоа е сврзан ланец помеѓу себе. Подолг временски период ОФС Кочани немаше четврта фудбалска лига. Смогавме сили, разговаравме на неколку наврати, можеби од 10-тиот обид со екипите успеавме да ги натераме да играат во таа општинска лига. Како сојуз донесовме одлука дека нема да плаќаат службени лица, дека ние ќе ги регистрираме играчите, ќе немаат потреба да плаќаат членарина. Значи има доста поволности само. Така е, Фудбалска федерација на Македонија побаравме ни донира реквизити, топки, сето оно што е потребно. Остануваше на екипите само да ги соберат играчите и да си го организираат надпревар. Другите трошоци ги презема ОФС Кочани на негов терет. Успеавме да го изменажираме тоа, лигата заврши успешно, Светлос од Зрнуци како шампион на таа лига. Веќе влезе во таа трета фудбалска лига и сето тоа е показател дека тоа е еден ланец кој што треба да функционира, а со самото тоа, ако ви кажам дека гледав можеби 4 или 5 не повеќе надпревари од таа општинска лига, дека видов минимум 3 или 4 играча според мене, според моето искуство и оно што го имам како фудбалско знаење, дека можат да играат уште сега веднаш во таа втора македонска фудбалска лига е за мене. Има и тука квалитетни играчи. Да, има неколку 3-4 играчи кои што мора да бидат чекор напред, мора да играат на ниво погоре. Се зависи од нив, се зависи од нивните тренери, од самите себе, дали ќе вложуваат и натаму себе, дали ќе бидат видени и пак ќе дојдеме до таа медиумска покриеност. Ако се гледат четвртите лиги, општинските лиги, третите лиги, играчите ќе бидат видени и ќе може да преговарат со одредени клубови. Ви благодарам многу за овој разговор, за одвоеното време, за гостувањето во трибина и да ги начнеме сите овие теми, да се надеваме дека ќе излезат многу повеќе позитивни работи од самиот овој разговор генерално за македонскиот фудбал. Ви благодарам уште еднаш на поканата, поминавме ова вечер во разговор со вас. Вашата телевизија можеби ќе звучи нескромно, но е една од оние кои што се многу посветени поготово за развојот на фудбалот. Ако знаеме дека пренесувате и давате репортажи од турнири кои што се организираат до сите лиги кои што ги организира и Фудбалска федерација и сојузите, тоа е голем чекор напред, треба да бидеме свесни за тоа, сите како спортски работници и тренери мораме да ви даваме максимална поддршка на сите вас кои што работите во оваа телевизија и се надевам дека заеднички вака ќе успееме да го подигнеме нивото и на медиумската покриеност и гледаност, но и на квалитетот на лигите. Уште еднаш благодарам се и на убавите зборови. Почитувани гледачи, ова беше Александар Андов со кој што разговаравме за женскиот фудбал, меѓутоа и за третата македонска фудбалска лига, генерално за самиот фудбал. Ви благодарам што ова вечер бевте со нас. Останете со програмата на телевизија М-нет.